Со термални камери, полициски патроли, поголем број на механизација, камиони, багери, булдожери, надлежните со сите сили се борат да го скротат чадот во Дрисла. Активно се затрупуваат критичните точки на депонијата. Има 2 земјени патишта кои се изработени вчера и го олеснуваат пристапот на механизацијата до критичниот дел. Првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување се сомнeva дека пожарот е подметнат. Нема никој осомничен од вработените во Дрисла, но сепак на разговор во полиција се повикани директорот на предпријатието Самир Хусини и неколку вработени. Со помош на овие 2 земјени патишта денес со заселен број на механизација, значи максимален број на багери, камиони за земја, како и булдожери кои што го чистат и пробиват местото каде што се случува чадењето, се работи на затрупување. Во овој момент напредуваме добро, очекувам во текот на денешниот ден добар дел од ова место да биде целосно затрупано. Побарав дополнителна механизација затоа што, како што напредуваме со овие земјени патишта, се отвора простор за поширок фронт за работа, за повеќе машини. Додека Дрисла се уште чади во дивата депонија Вардариште нема горење, ниту чадење, но продолжува затрупувањето на критичниот канал во кој претходно се разви пожарот. Депонијата Вардариште во овој момент е стабилна, нема никакво горење, но дополнително се работи на затрупување на местото каде што чадеше минатите денови. И исто така во текот на ноќта беше употребен еден дрон со термална камера, но воедно и беа поставени на соодветни места неколку термални камери со кои што се наблюдува просторот за евентуално да се престретне движење на лица кои што злонамерно би се движили овде со намера да ја запалат повторно, односно да го зголемат чадењето во депонијата. Веќе 5-ти ден од Дрисла излегува густ бел чад со силна смрдеа. Во вечерните и утринските часови најмногу се чувствува во околните населени места. Инспекцијската постапка за горењето на депонијата во тек и се следат сите мерки за евалуација на влијанието и отстранување на последиците од пожарот. По чадот во Вардаришт, жителите на аеродром и други општини секој ден во 18 часот ја блокираат раскрсницата меѓу булеварите Асном и Србија, а протестите ќе продолжат додека не се реши проблемот.